Имаме уште еден закон кој наликува на неколку претходно донесени, во кој што се опфатени различни промени во законот, меѓутоа сите се сведуваат или можат да се сведат под еден наслов. А тоа е дополнителна приватизација, дури во рамки на секторите кои што се најчувствителни и најважни во една држава, а тоа е грижата за деца. Имено законот за измена на законот за заштита на деца содржи различни одредби кои што се однесуваат на неколку сегменти и во принцип целта беше, ако може, во истото купче на закони каде што се носат слични измени на лиценцирање, така наречено, да се протни и овој закон. Меѓутоа, тоа е направено на лош начин и со исклучок на неколку одредби кои би ги поддржале и како опозиција, останатиот дел навистина е хаос во поглед на тоа каде тргнува нашето предучилишно образование. И за да не биде дека зборувам напамет, а колегите кои што ќе се трудат да ја напуштат седницата што е можно побргу, да не го чувствуваат ова како зборување, само колку да се каже нешто, јас ќе ви кажам неколку примери. Првиот пример кој што сакам да го кажам, можеби ќе ги заинтересира и овие колеги кои вака на ангру излегуваат од салата, покажува како лесно и како лошо оваа влада предлага закони и како лесно мисли дека собранието може да го натера да гласа за закон и за текст кои што навистина се срамни. Сега ќе ви прочитам еден чисто како пример. Отворивме дискусија на Комисијата за труд и социјална политика, ние ниту еден одговор не добивме од заменик министерот што сакал авторот да каже. Се понадевавме денес министерот дека ќе дојде, се разбира тоа е невозможно очекување, ама еве можеби заменик министерот се подготвил за оваа седница, па ќе ни каже што сака да каже авторот со членот 177з. Освен што се предвидуваат 1001 одредба за начинот како ќе се лиценцираат идните и сегашни негователи и негователки на нашите деца, тие ќе мора да одат и на испит, што несомнено не е лошо, ако се спроведе на вистински начин. Ама гледajte каков ќе биде испитот. Вели вака, првиот дел од испитот се полага за секоја соодветна област и содржи најмногу 50 прашања со 5 опции за заокружување. Не е страшно. Ама сега доаѓа интересниот дел. Од тие 5 опции за заокружување, вели вака владата, едната е точна, 2 се слични, едната е неточна во мал обем, а другата е неточна во голем обем. И, господа пратеници и господи пратеници, ај сега вие кажете ни што сакал авторот да каже. Па само на ова прашање, ако министерот доаѓа да полага тест, би требал да падне, бидејќи дал амин на ваков закон. А и што тој паднал на испитот, него и цела влада рекла амин. И тие треба да паднат на испитот. Еден е точен, 2 се слични, еден е малку неточен, другиот е многу неточен. Ова е смешно. И е... Колега, ако сакате да дискутирате, излезете на говорници и дискутирајте, не ми подкажувајте од страна. Значи, само на овој член и на овој став може да се види колкава е леснотијата на пишување на лоши закони. И како дури во најчувствителна област владата мисли дека ќе пушти закони, а нив никој нема да ги чита. Меѓутоа, ова е само ситница. Еве да кажеме и техничка грешка, која покажува дека малкумина читаат во владата. Меѓутоа, оно што е пострашно е што и овој закон дополнително покажува дека се мора да се сведе на неколку луѓе и на одлуки на неколкумина, особено министри. Значи, освен што се супермени за се и се што во областа на труд и социјална политика, сега министерот ќе одредува кои ќе бидат представниците во комисијата која ќе ги пишува прашањата на овој ваквиов неписмен испит. Министерот ќе одлучува кое е правното лице регистрирано во Централен регистар кој ќе го спроведува испитот. Министерот и така натаму. Секој член, тој ќе формира комисија за ревизија на одржаните испити. Секој член е член за приватизација. Член со кој сите одлуки и во предучилишната област и во областа на предучилишно воспитување
ќе се сведат во рацете на еден министер. Па затоа министерот нема да доаѓа во собрание. Тој нема да ја врши вистинската работа на министер, да брани и да образлага закони. Затоа што ќе прави комисии, ќе одобрува прашања, ќе се занимава со програми и така натаму и така натаму. Многу интересен е примерот во членот 11. Во еден од членовите, долг член на основниот закон, се додава уште еден дел кој што вели вака: во јавните детски установи, со цел да се унапреди развојот на личноста на детето, талентот, физичките, креативните и другите способности, задолжително се реализираат програмски активности од областа на култура, згрижувачка, се, и програмите од овој став ги носи, можете да погодите кој? Министерот. Кажете ми кој е тој, велам, супер министер кој носи програми, избира комисии, одлучува за представници, ги ревидира тие што го полагале испитот, ја избира фирмата која што ќе го спроведува испитот. Сега и програмите морал да ги пишу. Погледнете го основниот член и ќе видите дека со право досегашниот закон велел дека е тоа задача на оние кои стручно се занимаваат со таа област. Кажете ми што е она што како стручна подготовка ќе го понуди овој или било кој друг министер, за да каже која програма треба да се спроведува, а која не. Како пример на Комисијата за труд и социјална политика го искористив проблемот за кој алармираа неколкумина родители од градинките низ Скопје, кои што кажаа дека биле шокирани кога виделе дека дури децата на предучилишна возраст се злоупотребуваат од политички причини и се вградуваат во проектот Скопје 2014. Зошто? Затоа што се праќаат да ги посетат сите нови музеи и да го видат Скопје низ детски очи. Ама Скопје низ детски очи не е Скопје од завчера. Скопје низ детски очи е само Скопје 2014. И почнавме една дискусија на комисијата, представникот на министерството велеше вака: не, тоа воопшто не е наметнато од министерството, имаше една градинка која што изготви проект и таа си го спроведе. Како течеше дискусијата се менуваше приказната на представникот на владата, за да после таа ни објасни дека тоа било проект на една градинка, ама толку била добра програмата, што наеднаш сите градинки низ Скопје во супер, да не кажам каков стил, одлучиле дека е тоа најдоброто нешто што треба да им го организираат за децата. 3 пати го поставив прашањето дали тоа било побарано од Министерството за труд и социјална политика и 3 пати представникот на владата кажа одречно не. Еве, колеги, како што им најавив, се потрудив да ги погледнам документите. Како по не знам кој пат се виде дека представникот на владата не ја говореше вистината. На стварно тема на која што е срамота толку да се лаже. Еве го погледнете известувањето. Министерство за труд и социјална политика. Директор на таа и таа градинка во градот Скопје. Пишува и вели вака: ова е проектот, ви го доставуваме со акционен план, во исто време овој проект треба да го вклучите во годишната програма за работа. Не можете, не ако сакате, не доколку мислите дека е добар, ќе го вклучите. Ама и министерот, подпис министерот се разбира, и министерот е свесен дека ова досега го правел незаконски. И теоретски, секој директор на градинка би можел да му каже: според законот ти не си овластен тоа да ми го правиш. Ние сме тие кои заедно со родителите ја носиме програмата. Бидејќи еднаш пробал, и не знам колку успешно му се покажало, тој вели вака: ако не можам да ги сменам директорите, сега можам да го сменам законот. И според законот сега ќе им наложам на сите директори дека мора да се оди, ама точно мора да се знае кои музеи се посетуваат. Еве го Скопје. Еве што е Скопје низ детските очи. Музеот на македонската борба. Изненадени сте? Последниот, тој мора да биде Скопје низ детските очи. Музејската поставка во склоп на Македонскиот народен театар. И уште еден, музеј на Мајка Тереза. Немаме ли ние музеј на град Скопје, ако веќе музеи и Скопје сакаме да одат и да гледаат децата? Нема ли Македонија музеј на Македонија, ако целта била по музеи да ги пуштиме децата? Кој патем речено, за деца во таа возраст има многу поинтересни поставки, отколку овие 3
Не знам дали имавте прилика да прочитате на интернет која била реакцијата кога децата отишле во Музеот на револуционерната борба или Музеот на ВМРО. Видовме чичковци кои беа направени од свеќи, ама тие биле убици. И нормално е на 4-5 годишно дете кога ќе им дадеш таква некоја содржина, неприлагодена, без наставни помагала, без програма, тоа ќе гледаат. Срамно е, господине представник на владата, деца да се злоупотребуваат за политички цели на вака бесрамен начин. И срамота е да не се говори вистината кога ќе отвориме оваа тема на Комисија за труд и социјална политика. Срамота е да треба да ги бараме дописите за да видиме дека тоа што вашиот представник тврдеше дека не се случило со подпис на министерот. Сега со таков подпис на министерот тој ќе кажува и што ќе учат нашите деца, и на кој начин неприлагоден тоа ќе го учат, и на кој начин ќе се злоупотребуваат, како му текне и кога ќе му текне. Денес кој е министер, утре некој друг. Тоа е членот кој за мене политички е можеби и најспорен. Меѓутоа, овој закон, како и сите оние кои што велат ќе лиценцираме за да го зголемиме квалитетот на згрижувачките, на воспитувачките, на социјалните работници, страда од дополнителни системски проблеми. Зошто? Заради тоа што се префрла во рацете на министерот, нема ниту капацитет, ниту знаење ниеден министер тоа да го направи и да го спроведе, и му дава дополнителна шанса се во ова да се направи во нов извор на корупција. Да не мислите и ова дека го измислувам, еве ќе ви кажам еден конкретен пример. Не знам колку следевте, господе и господи пратеници од парламентарното мнозинство, што се случуваше со така наречениот психолошки тест, кој прво го воведовме за државни службеници, па после се префрли за јавни службеници, за да сега практично се распослени из целата државна служба. Психотест секој треба. Дали знаете дека за да полагате психотест, за да конкурирате на едно работно место во администрацијата, 2000 денари, 1950, ако не се лажам, сега ќе проверам, 1950 денари за на едно работно место да се конкурира. Ако случајно има поише конкурси излезено, за секое наредно за кое што конкурираш, уште еднаш треба да плаќаш за психотестот, по 800 денари. Ке ми го објасни некој овој тренд? Значи, не, ја 5 личности имам у себе, па 5 пати треба психотест да одговарам. Не, тоа покажа дека целиот овој законски систем, што се шири низ сите закони, е само средство за влечење пари и на дополнителна дискриминација на луѓето кои не знаат дека политички не се подобни, па најубаво и да не конкурираат, пошто пари треба да дават за секое работно место, за секој психотест. И во упатствата кои што се објавени, вели вака: треба да ги уплатите овие пари на следната сметка. Исто сега и негователките ќе ги чека и сите останати. И сега вака е интересно. Назив и седиште на примач. Тоа е, нели, назив на фирмата која министерот, како што сега сака и министерот за труд и социјална политика, ја именувал по своја одлука дека ќе ги спроведува психотестовите. Никаков друг критериум нема во законот. Што значи можете да одлучите која сакате фирма, само регистрирана во централен регистр. И сега гледате што пишува на местото на име на фирмата. Психолошки тестови. И ја помислив дека стварно некој паметен си регистрирал фирма која си ја крстил психолошки тестови. И си излажав. Затоа што случајно друг документ кој ми падна во раце, ми покажа дека, читам, вели вака: Комисијата за селекција за државен службеник, врз основа на доставената ранг листа и стручното мислење од спроведениот единствен психолошки тест, доставено од, и сега тука е новата информација, Vista Group до ОЛ, и така натаму може да биде избран. Кој не знае, може да се распрашате која е Vista Group. Случајно не е ли избрана фирма? Фирма која би сакала да чујам од владата колку пари месечно печали од државниот рекет за вработување. Сега тоа ќе го прави и министерот за труд и социјална политика. Тој можда Vista Group ќе си ја избере со блиски врски во власта, блиски врски дури во парламентарното мнозинство, ако не се лажам. Сега психолошки тест и друг тест, сега ќе земе и по друг основ. Кажете ми, што е ова? Ако не, уште еден закон
за приватизација на цела една предшколска дејност и второ, рекетирање на сите луѓе кои сакаат да работат во администрацијата. Сметам дека добивме непристоен предлог и минимум што треба да се направи е да биде отфрлен заради дорамак.